Како ние како луѓе, грешници, овака земски, овде, живејќи на оваа наша планета Земја, ја дефинираме големината. Кој човек го сметаме за голем? Јас повторно добив инспирација од утренските стихови за оваа тема. Ако сте ги читале, знаете, од прилика. И не само овие, туку некако се провлекува таа тема неколку месеци, можеби наназад. Но, значи, кој човек го сметаме за голем? Дали големината на човекот се одредува според парите, моќта, она што го поседува и така натаму? Така гледа светот. Гледајќи го Forbes, најбогатиот во светот моментално е, знаете сите веројатно, Илон Маск. 219 милиарди долари тежи. И то посебно во последните 2 години, за време на пандемијата, енормно му скока заработувачката. Не знам што, како, мислам, знаеме што се бави, како и да е. Но човек со најголема моќ според Forbes е, знаете ли кој? Кси Джинпинг. Со оглед на позицијата што ја има. На второ место е Владимир Путин, на трето е Џо Бајден. Значи, позицијата ја одредува и моќта, така вели светот, нели? Но дали тоа е баш така, дали секојаш позицијата одредува големина? Да речеме, ако земеме во спортот, беше интересен имаше една убава илустрација во пулката преку прашањето, мислам, ако не беше од неделата делот, каде што вели да си замислиме дека сме на некој спортски терен и сега во однос на тоа како сме го живееле денот и на една страна, да речеме, имаме навивачи од Божја страна, на друга страна се другите навивачи и сега онака малку со фудбалски жаргон ја би додал дали денеска како го живееме денот ќе му дадеме гол на ѓаволот или тој ќе ни даде на нас гол. И кој ќе се радува? Значи, кој денеска се радува, кој табор, кои навивачи, да кажеме. Знаеме дека сме на гледање на светот, односно на целата Вселена. Еве, да речеме, според големината, за жал моментално не е на прво место, меѓутоа беше доскоро, заради некои своји ставови, тука јас ја гледам големината негова, беше Новак Ѓоковиќ на чело на АТП листата, сега не е веќе таму, 7 место е некаде, и ќе ви открием една тајна, ако е тајна, од неодамна, после 20 и кусор години, може би изгледав цел тениски меч, финалето на Вимблдон. И тој е голем, еве зошто е голем, според мене. Не знам дали сте огледали она BBC интервју веднаш после неговите случки во Австралија, кога него пуштија да учествува на Australia Open. Еве сега нема да може ни на US Open да учествува, како и да е. Новинарот го прашува и му поставува вакво прашање: дали заради твојот избор околу вакцинацијата си спремен да платиш цена која подразбира дека таа твоја одлука може да те попречи во обидот да бидеш најдобриот тенисер на сите времења, дури и статистички, во смисол на освоени Грем Слемови и така натаму. И тој одговара: да, ако тоа е цената, спремен сум да ја платам. Но зошто Новак? Зошто? Вака зачуден новинарот му се обраќа. Затоа што моето тело, мојот живот и здравје се поважни од било која титула и престиж. Ова се големи зборови. Ова е големина. Голем е и во некоја друга смисла, меѓутоа како и да е, а не заради тоа што е најдобар тенисер. Меѓутоа светот е таков. Големината ја мери според позицијата, парите, моќта и така натаму. Но ајде сега да читаме во Матеј 20 глава. И ќе читаме Матеј 20 глава од 17 до 28. И се некако ова е во контекст на кризата, последната криза, да кажеме, за учениците, односно не последната во смисол на во нивниот живот, меѓутоа една огромна криза која што тие ќе ја поминат како што ќе ја поминат заради нивната неспремност, заради тоа што умот им талкал по небитни работи, односно размислувал како што светот размислува.
И секогаш, кога тие се расправиле меѓу себе кој е најголем, кој е прв, е некако во контекст на ова. Читаме од 17 стих. И кога се искочуваше Исус кон Ерусалим, ги зеде насамо 12 ученици и по патот им рече: ете се искачуваме кон Ерусалим и Синот човечки ќе им биде предаден на правосвещениците и книжниците и ќе го осудат на смрт. Повторно им ја навестува неговата смрт, големата криза која што доаѓа. И ќе го предадат на незнабочите за да биде исмеан и тепан и распнат и на третиот ден ќе воскресне. Тие како да не го слушаат тоа. Што се случува? Тогаш пристапи до него мајката на Заведеевите синови, заедно со своите синови и поклонувајќи му се, го молеше нешто. А тој рече: што бараш? Таа му одговори: заповедај овие мои два сина да седат до тебе, едниот од десно, а другиот одлево во твоето царство. Позиција, прво место, моки, власт. Ќе видиме вечерва, да не одземаме време за тоа, затоа што дел од овие стихови се утрински, дел од утринските, дека некои сметаат, така навидум даваат впечаток стиховите, кои ќе ги споредите од трите евангелија, мислам Матеј, Лука и Јован, ако не беше, дека можно е да мајката на Јаков и Јован била тетка Христова, или сестра на Марија. Се вика Салома, тоа е факт од споредба на стиховите, а можно е дека и била тетка негова. И сега на породбински линии доаѓа таа, ако за некого треба прво место, мислам, наша фамилија сме, блиски сме и така натаму. Една од причините зашто нашава Македонија не ја бива е токму оваа. Да не образложувам понатаму. Значи, прво место подразбира моки, власт. Еве, тоа го мисли и мајката на Заведеевите синови, и тие, и Јаков и Јован, но и сите останати ученици. Така размислуваат. Значи, да бидеш, не знам, градоначалник, тоа значи позиција, тоа значи моки, тоа значи големина, председател, може би пастор, председател на GC. Но Бог не гледа така. Потоа, нели, да не ги читаме 22-23 стих, кај што вели Исуса, да знаете што барате. Но 24 стих вели: и 10 штом го чуја тоа, ја видува таа сцена и го слушна тоа, негодува против 20 браќа. Зошто? Затоа што сметаа дека тоа не е исправно? Или затоа што и тие сакаа некој од првите места? Сите се со истиот памет. Неспремни воопшто за кризата. Исус им кажува што ќе дојде, тие се занимаваат со тоа, со позиција, со власт. Сосема погрешно сваќање на нештата, на тоа што означува Божјето царство. Но еве како гледа Бог на работите. 25 стих. Како им одговара Исус? Исус ги повика и им рече: знаете дека кнезовите народни владеат над народите и управниците господарат над нив. Ова е својствено, овој начин на гледање, на мерење е својствено на паганите, на народите. Тие така гледаат. Тие така ги ценат работите. Кој е најголем? Тој кој што има власт, тој кој што има мок. Меѓу вас, вели 26 стих пак, нека не биде така. Точка. Меѓу вас не смее да биде така. Значи Исус овде самиот, служејќи се со тој речник и тоа сваќање на луѓето од тоа време, ги израмнува кнезовите и владетелите со големи луѓе, значи имаат власт, имаат позиција, самата позиција носи, значи, мок, големина. И навистина е така. Ако дојде или ако поминува некој од овие големите, целиот сообраќај во Скопје ќе се блокира. Напред сини светла, позади сини светла, пратња, знаете сето тоа. Значи, тие може да летаат и 200 на саат, иако има ограничување така натаму. Значи, тие не чекаат ред никаде. Имате на спортски терен или било кај VIP ложа, значи за најважните, за најголемите.
кај паганите, вели, е таква праксата, но христијаните не треба да живеат според ваквите норми. Нити па такво нешто треба да се види во нивниот живот. Но не е погрешно да се биде голем, да се разбереме. Ние и самите како христијани треба да се стремиме кон високи дострели. Но, она што Исус сака да го каже овде е, ако си на позиција, не ја злоупотребувај, за да владееш над другите. И тоа, знаете како гласи овој стих, мисля дека го прочитав од Константинов, како гласи стихот 25-тиот, ќе очитам како гласи во ревидираниот, а потоа и во динамичниот. Значи, мислам оној дел, последниот, кај што вели управниците господарат над нив. Во ревидираниот вели ги угнетуваат. Или во динамичниот владеат сурово над нив. Видите што прави власта и моќта. Ако се сетиме на Матеј 24 глава, кај што Исус нели кажува дека синот човечки не предупредува, вели дека ќе дојде ненадејно, кога никој не очекува, и расправа за две врсти на слуги. Значи, господарот овластил слуга да биде надлежен над останатите слуги. И што вели? Едниот е добар, затоа што ќе добие награда и ќе биде поставен на целиот имот на господарот. Зошто? Затоа што се грижел како што треба над слугите, а оној другиот што правил? Ги биел. Бил суров. Значи, сега имам власт. Сега, јас сум над вас. Тоа е власта, тоа е моќта. Ги гледаш другите како помали од себе. Ги гледаш од високо. Во Швајцарија била направена студија да се видат ефектите кога на човекот му се дава власт над останатите и измислиле игра, која што била предмет на таа студија. Играта носела наслов Диктатор. И што било? Оној што требало да владее, можел по слободна волја да одлучи колкава плата ќе им даде на другите, на своите подчинети. И кој бил резултатот? Владетелот ја узурпирал сета своја моќ и пригрбил колку што можел повеќе пари за себе, а на луѓето трошки. Малку колку да преживеат. Секој што добило власт во овој опит, оваа студија, многу бргу се израсипувал. Која е поентата сега? Што се случува? Самото чувство на моќ предизвикува промена во мозокот. Зборувавме за тоа, тие анатомски промени. На ниво на клетка, значи. На истиот начин како што тоа го прави кокаинот, значи станувате многу бргу зависни. Како велат, дај му на човек власт, па ќе видиш, значи, каков и што е. И одма ми доаѓа во мислите Јосиф, значи Јосиф е таков прекрасен лик, таков исклучок од ова нешто. Неверојатно, истиот бил и во затворот, истиот бил и на власт, како втор во царството, најголемата империја во тоа време. Но се карактеризирал со нешто, со она што Господ го смета за големина. Вели, само еднаш вкусена власт станувала заразна, а тие станувале зависници. И сега ние се прашуваме зашто Македонија е таква каква што е и што ни се случува. Тоа е човекот. И не само Македонија, цел свет. Не постои систем што човек може да го измисли, кој што ќе биде праведен. Кај што нема да има узурпација на власт или не знам, некој некого нема да гази и така натаму. Не постои. Може да измислат било каков систем. Чувство на еуфорија се случува во мозокот. Значи, допаминот скока. Сјавате што беше допаминот? Оној невротрансмитер, хормон, кој што, значи, серотонинот беше заслужен за онаа постојана, стабилна среќа, а ова се еуфории на среќа, скокови. И следниот пат ти се јавува поголема желба за било што е, било каква дрога да е, или нешто што ствара зависност, нека и Кока-кола на крајот на криште, било што. Поголема желба, уште поголема желба. Грешниот човек, штом ќе добие власт и моќ, се претвора во едно мало диктаторче. Затоа играта се нарекла, се викала диктатор. Тоа е за грешниот човек, значи потенциран. И ова е посебно лошо ако се случува, да речеме, на ниво на црква.
Ако читаме во Матеј 23 глава, тој одсек од првиот стих, зашто станува збор. Тогаш Исус им рече на народот и на своите ученици, говорејќи, на Мојсеевото седиште седнаа книжниците и фарисеите. Опа, на позиција. И тоа за нив подразбира сега власт. Ние седиме на Мојсеевата фотеля. Затоа се што ќе ви речат, вели Исус, правете и пазете, но не постапувате според нивните дела, зашто зборуваат, а не извршуваат. Видите ли какви се оние кои што имаат власта и моќта. Значи, тие ќе донесат закони, ама законите за нив не важат. Важат за другите, само за нив не. Туку, вели, врзуваат тешки и неподносливи бремиња и ги ставаат врз плеките на луѓето, а самите не сакат ни со прст да ги помрднат. И во црковна смисла, значи, правила, прописи и така натаму. А сите своји дела ги прават, зошто? За да ги видат луѓето. Затоа ги расшируваат своите молитвени записи и ги прават големи ресите на облеките. За слава, за чест меѓу луѓето. Ги сакаат, вели, челните места по гозбите и првите места во синагогите. Поздравите на јавните места и луѓето да ги нарекуваат рави, отче и така натаму. А вие не нарекувајте се учители, зашто еден е вашиот учител Христос, а вие сите сте браќа. И никого на земјата не нарекувајте го свој татко, зашто е еден вашиот небесен татко. Ниту се нарекувајте наставници, зашто еден е ваш наставник, Христос. И сега клучниот 11 стих. А поголемиот меѓу вас нека ви биде слуга. Кој е спротивно размислување од она како работите ги толкова светот? Кој се воздига себе си, 12 стих, ќе биде понизен, а кој се понизува себе си, ќе биде возвишен. Значи, сите ние треба да се стремиме кон големото, кон повисоко. Но како? Да се вратиме во Матеј 20 глава, 26 стих. Значи, Господ не е против тоа, против висока позиција, да кажам. Но, 26 стих вели, а кој меѓу вас сака да биде поголем, што? Нека ви биде слуга. Шок за учениците. Може би често пати треба и ние да си повторуваме за и нас да не шокира оваа мисла, затоа што се што е поинаку е она како наликува на народите, на паганите. Тоа не треба да биде меѓу нас. Вели 27-миот. И кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви служи. И додава 28 стих, Исус не е Исус и неговото учење нема да има сила и моќ ако не го живее тоа. Значи, ако не се даде и сами од себе како пример. Вели во 28 стих, како што и Синот човечки не дојде да му служат, туку дојде да послужи и да го даде животот свој за откуп на мнозина. Знаеме што стори тој за сите нас. Значи, според Исуса, вистинските големи луѓе се слуги. Тоа се тие кои што служат. Кога веќе зборуваме за црковни рамки, имате две врсти на луѓе или верници. Ова општо го кажувам, значи без никаква намера. Има луѓе кои што даваат и луѓе кои што примаат. И обично најголеми критичари се оние кои што примаат. Тие ќе најдат секојаш замерка за било нешто што. Како требало, како не требало и така натака. Но, пак ќе повторам, Исус вели, вистински големи луѓе се слуги. Тие се оние кои што служат и буквално можете зборот да го преведете како келнер. Келнер. Луѓе, сте отишли сите во ресторан, сте седнале некојаш. Келнерот. Која улога е на келнерот? Значи, големците или, да речеме, во некој престижен ресторан, кај што доаѓаат, не знам, големи фаци, познати фаци, и ќе наседнат сите тие. И според Исуса најголемиот човек таму е келнерот, оној кој што служи. Иако нели тоа го прави за пари и така натака, меѓутоа. Еве, токму тоа го кажува во Лука 22 глава. Една иста ситуација, каде што нели често пати се соочували учениците со овој проблем, кој е најголем, па кој е најголем, кој е прв меѓу нас, и тоа креира секогаш проблеми, видовте.
како во претходниот случај, кога мајката на Заведеевите синови побарала од Исуса први места за нејзините синови. Сега читаме во Лука 22, 24 до 27, во една друга ситуација, вели, настана препирка меѓу нив за тоа кој е од нив поголем. И тој им вели, им рече, царевите на народите владеат над нив, а оние кои управуваат над нив се викаат добротвори, односно, поточно тука ќе кажеме, сакаат да ги нарекуваат добротвори. Користејќи ја, нели, власта и моќта, па многу лесно може да бидеш добротвор на тој начин. 26-тиот, а вие немојте така. Но поголемиот меѓу вас да биде како најмалиот, а старешината како служител. И сега вели, зашто кој е поголем? Исус повторно се користи со оној речник, световен. Оној кој прилегнал покрај трпезата, знаете, во тоа време не седеле на столчиња, прилегнувале вака на лактени. Кој е поголем? Оној кој што седнал или прилегнал покрај трпезата или оној кој што слугува? Зар не е оној кој прилегнал покрај трпезата? А јас сум меѓу вас како служител. Значи да, световно гледано, да, сите така размислува. Тој кој што прилегнал покрај трпезата не може да биде помало од оној кој што слугува. Ама јас сум меѓу вас како служител. И вие, ако сакате да бидете мои следбеници, бидете како мене. Голем човек во Божјето царство е оној кој што служи. Значи некој таму, едноставен, некој кој што можеби не се ни приметува, врши некои работи од кои што можеби зависи се, ама не е приметлив, едва се забележува, тоа е големиот во Божите очи. А не е оној кој што ќе седне можеби на првите места или не знам, како фарисеите, сега алудирам на нив, нели? Еве да отвориме во Марку сега 9 глава, Марку 9, 31 до 37 ќе читам. Сега една друга споредба. Марку 9.31. Зошто ги учеше учениците своји, им велеше дека синот човечки ќе биде предаден во човечки раце и ќе го убијат. Еве, повторно контекстот е тој. Тој ги учи, им кажува на кризата која што доаѓа, а тие пак се расправаат кој е меѓу нив најголем. Значи, како да сметаат дека, Исус ќе оди во Ерусалим, да, значи он сега ќе се зацари, ние мора да се спремаме кој ќе биде министер ова она. Не им се ни слуша дека ќе оди да го убијат и вели на третиот ден по убивањето ќе воскресне, ова па уопшто не го слушнале. Но тие, вика, не ги разбра овие зборови и се плашија да го прашаат. И дојде во Капернаум и кога беше дома ги праша, што размислувате меѓу себе патем? Тој знае што размислуваат, ги чита и мислите, но сака да слушне од нив. И вели, тие молчеа. Па кој знае кој пат примаат лекција за тоа нешто и сега им е незгодно, молчат. Зошто патем се препираа, вели, меѓу себе, кој е поголем? И тој седна и ги повика 12, па им рече, кој сака да биде прв, нека биде последен од сите и слуга на сите. И додава, на ова веќе го разгледавме, и тогаш зеде едно дете, го постави меѓу нив, го гушна и им рече, кој прима едно такво дете во моje име, мене ме прима. А кој ме прима мене, не ме прима мене, туку оној кој ме пратил. Или еве Матеј 18 глава. Сличен контекст, Матеј 18 глава 1 до 6. Во тој час учениците дојдоа при Исуса и рекоа, тогаш кој е поголем во Царството Небесно? И повика дете при себе, го постави среде нив и рече, вистина и ви велам, Матеј 18, 1 до 6. И рече, вистина и велам, ако не се обрнете и станете како деца, нема да влезете во Царството Небесно. И затоа, кој ќе се понизи себе си како ова дете, тој е поголемиот во Царството Небесно. И кој прима едно такво дете во моje име, мене ме прима. А кој наведува на греф едно од овие мали, незначителни, небитни, неважни, неприметливи, кои веруваат во мене, за него е подобро да му се обеси мелнички камен на вратот и да потоне во морската длабочина. Страшни, сериозни зборови. Но зашто го земе сега детето? Децата ги зима како пример. Вели во Копнежот, сестра Елен Вајд, на Исусовите ученици не им било доволно само да бидат поучени за природата на Неговото царство.
Им била потребна промена на срцето што би ги довела во хармонија со неговите начала. Повикувајќи кај себе дете, Исус го довел меѓу нив, го зел нежно во прегратки и рекол: ако не се преобратите и ако не станете како деца, нема да влезете во небесното царство. И сега вели Елен Вајд, едноставноста, заборавањето на себе и детската љубов исполнета со доверба се особини што ги цени небото. Тоа се тие големини, што ги цени небото. Тоа се особините на вистинската големина. Потоа понатаму вели цитатот: искрената, скршена душа е драгоцена во Божите очи. Тој става свој печат на луѓето не според општествениот слој. Еве сега со вдахновени зборови. Значи тој, Исус, не става свој печат на луѓето според општествениот слој. Не според нивното богатство, не според нивната умна големина, туку според нивното единство со Христа. Славниот Господ е задоволен со оние што имаат кротко и понизно срце. Еве зборувавме во пуката за Светиот Дух. Тој е тука во изградбата на карактерот. Клучен елемент, да кажеме. Меѓутоа, баш денешниот утренски стих, мислам оној кој што јас го пуштам, од Божјата воскитувачка благодат, книгата, гласи дека Светиот Дух ни се дава за да му ја дадеш власта нему, тој да управува, а не ти да управуваш со него. Тие што има таков став, значи, на власт, тие сакаат да управуваат, односно не забораваат на себе, туку себе си се поставуваат на пиедестал, тие не можат ни да го примат Светиот Дух. Нити пак да изградат карактер последователно на тоа, значи како што Господ сака. Затоа овде вели, славниот Господ е задоволен со оние што имаат кротко и понизно срце. Тоа се големините кои што Господ ги почитува. И сега, замислите си, дури до горната соба, и таму се расправаат, на Пасха, тука повторно се уште се судираат меѓу себе кој е најголемиот. Непосредно еден ден пред Исус да биде погубен. Еве од цитатот исто од Копнежот, малку подолг, но суштествен за ова што го зборуваме и на тој начин некако ќе заклучиме. Настана и расправија меѓу нив за тоа кој од нив е поголем. Ова препирање продолжено и во Христово присуство го ожалостило и го ранило. Учениците се придржувале кон своите омилени замисли дека Исус ќе воспостави своја власт и ќе ја заземе положбата на Давидовиот престол. Видите, во мислите им се престоли, власт, моќ, владење на другите. Секој од нив се уште во своето срце копнел за највисокото место во тоа царство. Секој, сите биле. Само Јаков и Јован. Може би Јаков и Јован во таа прилика искористиле приликата, па со мајка и тетката, да кажеме дека е. Ајде да фаќаме врски, затоа што Петар е елиминиран на некој начин, затоа што Петар, знаете, во Кесарија Филипова беше укорен. Многу жесток укор доби од Исуса. Оди од мене Сатано. И сега, знаете, тие се тие избраната тројка, Јаков, Јован, Петар, секојаш Исус нели ги зема као настрана со себе, тие биле сведоци на гората на преобразувањето, сега Петар елиминиран, сега е нашата прилика. Но сите копнееле во своето срце за такво нешто. Се прецениле себе си и другите и наместо своите браќа да ги сметаат за подостојни, ова ви алудира на некој стих, наместо своите браќа да ги сметаат за подостојни или за поголеми. Кај наоѓаме вакви стихови, сеќавате? Да го имаме сите Христовиот ум. Филипјаните 2 глава. Ки ги читаме на крај. Значи, наместо своите браќа да ги сметаат за подостојни, на прво место сте се ставале себе си. Барањето на Јакова и Јована да седнат од десната и левата страна на Христовиот престол кај другите потикнало гнев. Тоа веќе видовме. Тоа што овие двајца браќа се осмелили да бараат највисока положба во толкава мера ги возбудило другите десетмина, што им се заканил расцеп. Видите каде настануваат поделби, проблеми, расцепи и така натаму. Кој да биде прв, кој да биде поголем, да има моќ, власт и така натаму. И сега, ако можеби некој е
повеќе го бива за нешто, ти не можеш да се истакнеш повеќе од него и ти преостанува да го критикуваш, да му најдеш некоја слабост, да си ти имаме ние некои слабости и да маваш. Да го прикажеш во бои какви што ти сакаш да го прикажеш пред другите. Зошто? Затоа што го сакаш неговото место. Односно, како беше она мисла, не знам, од кого беше, вика, не е проблем, вика, не е проблем не ствара тоа што девојката е убава, туку затоа што сака да биде поубава од другите, да кажем, или било во кој смисол, тоа може да се каже да бидеш поголем повеќе од другиот. Тоа телесното, тоа е она кое што се случува во непрепороденото срце човечко. Значи, потикнало гнев кај нив, се заканило тоа да дојде до расцеп дури. Чувствувале дека за нив погрешно се расудувало, дека нивната верност и нивните дарови не се доволно ценети. Се увредиле. Јуда бил најостар спрема Јакова и Јована. Зошто? Затоа што тој највеќе сакал да биде прв. Јуда бил најостар, највеќе критикувал, ево што го спомнав. Кога учениците влегле во салата за вечера, што се случува? Јуда ќе го претрка, веројатно, Јакова и ќе седне до Исуса. Пошто Јаков и Јован, веројатно, тука се буткали, па и сите, дали како што видаме. Кога учениците влегле во салата за вечера, нивните срца биле исполнети со чувство на навреда. Јуда се протуркал до Христа од левата страна, а Јован седнал од десната. Значи, лактање, она што го велиме, кој да биде прв. Ако постоело некое повисоко место, Јуда бил готов да го заземе, а се сметало дека тоа место е крај Христа. И Елен Вајт вели тука, а Јуда бил предавникот. Сакал највисоко место и предавството обично доаѓа од таму, знаете. Има еден куп случки, настани од историјата, па и во самата книга, во Библијата, во царства, ако читате таму. Најблискиот роднина, пријател, било кој, тој е оној кој што ќе го предаде, тој е оној кој што... Зошто? Заради позицијата, заради власта, желбата за моќ. Се појавила, вели, уште една причина за расправа. Значи, сега се во горната соба. На празниците било вообичаено слугата да им ги измие нозите на гостите, па во оваа пригода за тоа биле извршени подготовки. Знаете, вода било донесено, сето тоа. Стомната, мијалникот и крпата биле подготвени за мијање на нозете, но бидејќи немало слуга, на учениците им паднало во дел да го сторат тоа. Тие требало да го заземат местото на слуга. И што се случува? Меѓутоа, секој ученик, попуштајќи и на повредената суета, решил да не преземе должност на слуга. Зошто јас? Другиот. Може тој. Зошто јас? Сите покажале ладнокрвна небрежност, навидум несвесни дека мораат да сторат нешто. Што? Не сум ја од тука. Навидум несвесни дека мораат да сторат нешто. Со своето молчење ја одбиле можноста да се понизат. Како да ги поведе Христос, се тој размислува, значи, како да ги поведе Христос овие кутри души таму каде што сатаната нема да извојува над нив решавачка победа? Како да им покаже дека самото звање ученици не ги прави ученици и не им обезбедува место во неговото царство? Не е ни до звање, не е ни до титула. Знаете, денеска е популарно и во црквата ДРМ, магистратури и така натаму, демек се потребни или како и да е. Како да им покаже дека вистинската големина се гледа во службата на љубовта и во вистинската понизност? Како? Колку пати седнувал со нив, колку пати им кажувал, тоа е кај народите, тоа е својствено за народите и паганите, кај вас не смее да биде така. Како да запали љубов во нивните срце да ги приготви да го сватат она што сака да им го каже? Учениците не дале никаков знак дека ќе си послужат еден на друг. Сите, значи, прилегнати покрај трпезата и чекаат да дојде хелнерот. Така да кажем. Никој не сака да ја игра улогата на келнер, на слуга. Тогаш тој,
како Исус ја видел таа сцена, значи божествениот учител станал од трпезата, собликувајќи ја горната облека што му пречела, ја зел крпата и се препашал. Вчудовидени учениците го наблюдувале сето тоа и во тишина чекале да видат што ќе се случи. Што му е на овој? Може да размислите, до каде дошле со мислите? Необратени. Едноставно тоа е својствено необратено срце. Како он? Па Петар вели, ти ли ги ми ги измиеш нозете? Ти! Нема шанси. Па ти си најголемиот, ти си учителот. Значи, вчудовидени, потоа налеа вели вода во садот на замиење и почна да им ги мие нозете на учениците и да ги брише со крпата со која беше опашал. Уште еднаш, ова ме подсетува на Марија Магдалена и за незината големина. Вели, оваа постапка им ги отворила очите на учениците. Срцето им се исполнило со горшлив срам и понижување. Значи, на дело им покажа. Ај што не го слушале, не го разбирале. На дело им покажал што значи да се биде голем. Го сватиле неизговорениот укор и себе си се согледале во сосема нова светлина. Па тоа е навистина нова светлина, тоа е, како се вели, нова парадигма, paradigm shift на англиски. Сосема нешто ново. Значи, ти мислиш дека позицијата и моќта ти дава, значи ти си најголем на позиција и на моќ, а Исус ти вели не, најдолу си најголем. Најмалку си, тогаш си најголем во Божјото царство. Сосема нова светлина. Така Христос ја покажал својата љубов кон своите ученици. Нивниот себичен дух му нанесол болка, но не се впуштил во никаква расправа со нив и за оваа нивна тешкотија. Едноставно, само на дело, повторно ќе кажам како Марија Магдалена, проповед. Поубава здравие. Наместо тоа им дал пример што никогаш нема да го заборават. И еве ние го практикуваме сето тоа на света причест, при обредот на понизност. И завршувам со Филипјаните 2 глава. Од 1 стих. И так, ако има некаква утеха во Христа, ако има некакво охрабрување од љубов, ако има некаква заедница на духот, ако има некакво внатрешно сочувство и сомилост, исполнете ја мојата радост и мислите исто, имајќи ја истата љубов, еднодушни со мисли насочени кон едно. Што? 3 стих. Не правете ништо од надпреварување или од суетно честолюбие, туку во понизност сметете се еден друг за поголем од себе си. Не за помал, за поголем. Не гледајте секој само на своето, туку секој нека гледа и на оно што се однесува на другите. Имајте во себе истата мисла која што беше во Исуса Христа. Тоа беше негова мисла, тоа беше неговиот ум, тоа беше неговиот живот, кој иако е во Божји обличе, не го сметаше како грабното тоа што е еднаков со Бога, че го напушти небото, го напушти престолот на Вселената. Може ли да има повисок престол од тој? Туку се лиши сами од себе, значи од тој престол, зеде обличи на слуга, се симна, стана како еден до нас, станувајќи сличен со луѓето. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи сами од себе и стана послушен до смрт, дури и до смрт на крст. Облик на слуга. Исус дојде да служи, а не да му служат. И тоа го покажа со пример. И 9 стих вели, затоа и Бог ќе го превозвиши. И ќе му подари име, и му подари име што е над секое име. Име над секое име, слава над секоја слава. Ако сакаме да бидеме славни, под наводници, нели, она како што Господ тоа го смета, ако сакаме да бидеме големи, ако сакаме да имаме име над секое име, тоа што треба да ги следиме и почитуваме неговите принципи, неговите совети, а тоа е, ако некој сака да биде најголем, треба да биде слуга. Слава нека му е нему. Амин.